Тој со симптоми на COVID-19, покачена температура и главоболки, како што тврди неговото семејство, бил веќе неколку дена сместен на клиниката во Козле, каде лежел по претходно добиен мозочен удар. Од ова установа на 23 март добиле повеќе дека пациентот бил испишан и мора да се врати дома во Тетово. Семејството инсистирало нивниот близок да биде тестиран и ако е позитивен да биде пратен на лекување на инфективната клиника во Скопје, но таму не им одговориле позитивно и пациентот со возило на брза помош бил донесен дома. На сите можни телефонски броеви сум се јавувала лично јас, да кажам дека треба да биде сместен, затоа што ми дала информација од петокот дека има јаки главоболки и викендот дека имал константна температура од 37,5. Барав од лекарите што го имаат отпишано, значи на отпусно писмо што е подпишани, да го препратат како пациент со можност на коронавирус. Но ниту еден од нив не сакаше тоа да го направи, да се јави во соодветна институција, затоа што наводно немале препорака од владата на Република Македонија за тоа и од Министерството за здравство. Јас лично се јавував на докторе на термините од јавно здравје за да се пријави пациент со коронавирус. На сите од нивните броеви беше: не може тоа да биде пациент со коронавирус затоа што бил хоспитализиран, и ако има симптоми на корона, ќе бесме побарани од Центарот за рехабилитација Козле, а не пак како поединек ќерка на пациентот. Но дома состојбата му се влошила. Пациентот бил примен на инфективното во Тетово. Потоа следувала постапка на тестирање, која покажала дека пациентот е позитивен на коронавирус. Каде што беше однесен со многу лоша здравствена состојба, без можност за дишење, со притисок 60/30, каде му е дадена соодветна терапија и му е подобрено здравјето. Утрото, наредниот ден, на 24 му е прист за коронавирус. Како што тврди семејството, пациентот додека имал симптоми на COVID-19, бил во 3 болнички установи и во сите 3 лежел, а престојувал и дома. Дали го пренел вирусот кај неговите најблиски, ќе треба да покажат тестирањата. Утрина во членовите на семејството биле земени брисеви. Директорот на Институтот за јавно здравје Шабан Мемети вели дека болничките установи каде лежел пациентот биле заштитени и не верува дека здравствените работници ќе бидат заразени. Сите колеги медицинскиот кадер, здравствените работници сигурно работеле со безбедна опрема. Пациентот сега се наоѓа на инфективната клиника во Скопје и според семејството, тој е во добра здравствена состојба.